За да продадат, земјоделците мора да произведат безбедна храна. Ова е еден од условите што ги наметнува, но и развива како приоритет европското земјоделство и што како принцип мора да биде применет и кај нас. Тоа значи дека треба да се спроведат низа на мерки и активности кои што ќе значат спречување на загадување на човековото околина од вештачки ѓубрива, од пестициди и се она друго што значи уништување на живиот свет и прекинување на синџирите кои што го чинат тој жив свет. Понатаму треба да се спроведат низа на мерки и активности за почитување на послебербена технологија или и производство на така наречено интегрирано земјоделско производство и дури органско земјоделско производство. Подршка и помош за ова земјоделците во Карбинци, но и сите кои сакаат да станат тоа, ќе добиваат и од регионалната стопанска комора. Нашата работа ќе е во делот на советодавна функција, во делот на подпомагање на иницијативите, во делот на слушање на проблемите на самите инвеститори во општина Карбинци, пред се инвеститорите општо во бизнисот на Република Македонија и преку нашите институции во Скопје да можеме да ги пренесеме до факторите во Република Македонија кои што имаат можност и кои што се тие кои што треба да ги променат законските регулативи. Меморандум за соработка општината и комората потпишаа денес. Се со цел за да може да се потикнат сите тие бизнис идеи, бизнис развој на што ќе значително економски зајакнување на општина Карбинци. Дел од соработката беше и работилница на тема актуелните состојби и чекори за приближување на македонското земјоделство до стандардите на земјоделството во Европската унија, што се одржа денес со карбинските земјоделци.